не од тука, од Скопје, но се сеќавам дека пред 2 години беа тука со нејзиниот сопруг и многу чудна беше. Некако зема литература, па ни ја врати, оти сакаше да чита и ја имаше прочитана, ама мислеше дека не треба да ја задржи и некако се сретнавме тогаш како да сака нешто да зборува со мене, ама не, некако беше чудна ситуација. И сега ми се јави, изразувајќи желба да се видиме, и во таа средба тука во црквава имавме добро време и добар разговор, кој што жената конечно после толку време беше отворена и спремна да си го искаже сето она низ овој период што поминала, низ тој тежок период, загубувајќи го својот син. И тогаш, секогаш, нели, тука е прашањето зошто Бог дозволи и зошто Бог секогаш ние дозволува така млади луѓе да заминат на некој си чуден начин. И кога разговаравме некако и реков дека ние сите одговори можеби нема да ги имаме тука на земјава, ама знам дека сето тоа што и да ни се случува во животот, Бог го сведува на добро. И дека има нешто што од тоа ќе се извлече добро. Загубата за човек не се споредува, нормално, ќе недостига и сето тоа. Ама нешто Бог ќе направи во нашите животи околу нас. Споделувајќи и пример на искуство на мојот другар кога загина од собраќајка, неговиот татко до пред самата смрт, и го имаше тоа прашање. Секој кој што ќе дојдеше од проповедници имаше го тоа прашање. Но верувајте, на крајот тој почина со канцер, ама радоста што можев да ја видам во неговото лице, тоа беше и моментот кога тој го предаде својот живот. Цело време се некако не можеше да се предаде на Господ зошто толку рано го земал неговиот син, ама тоа беше момент кога тој некако се предаде потоа на Господ и кога се случи после тоа да пред неговата смрт бев кај нив за да се молам и толку зрачеше некоја радост. Тој беше свесен дека веќе е крај со неговиот живот. Ама вели сега, денеска да отидам кај Господ, така радосен. Јас вика, знам дека ќе се сретнам со него и толку сум среќен, вика, што едноставно таа радост ми ја исполнува само Господ. Јас бев охрабрена од него. Нели, одиш како ти да го охрабриш, а всушност некогаш во некои ситуации тие луѓе нас не охрабруваат. Кога ќе видиш како Господ и во такви тешки моменти става радост во нивните животи и срца. Но пред и затоа некако пак и имав таква недела каква што си имав, со разни мисли, со разни работи, понекогаш ти доаѓа се да спакуваш и некаде да фатиш, нели? Имаме такви денови и некако се сетив на Авакук, 3 глава, каде што после ќе ја прочитам, но пред да ја прочитам, слушнав исто така за една приказна која што е доста стара, од 3 или 4 век. Вели некој фармер си имал коњ. И сега му избегал коњот, можеби имате слушнато оваа приказна, е стара и често е проповедана, мислам ја користат у проповеди. Изгубен и се изгубила таму во пустината коњот, натака низ тоа, и сега соседот, ние без соседи не бива, нели, мора да ги имаме, дошол и рекол, леле, ова ти е најтешкиот ден у твојот живот. Сега, знаеш, веќе нивата треба да ја работиме, сега е сезоната, како ти сега тоа ќе го работиш без коњот, немаш коњ, ова ти е најтешко. По 2-3 дена коњот доаѓа, носи уште 3 коња со него. И соседот му вика, леле, ова ти е најсреќен ден сега. 3 коња, имаше 1, па нема, па сега имаш 3. Тој рекол, кој може да каже што е добро, а што е лошо? И сега, потоа, по некое време, синот одејќи, нели, да работи на нивата, од коњот паѓа, ја крши ногата. И сега соседот повторно му вели, ова ти е најтежок ден. Како сега ти сам се таа нива ќе ја сработиш, син ти падна, ја скрши ногата и сигурно нешто страшно, најтешко ти е, најверојатно. И овој пак му одговара со истото, кој може да каже што е добро, а што е лошо?
И сега, пошто било време и на војна, за некој период доаѓаат војска, ги собираат сите спремни момци за војна, за војска, нели, да бидат во бојните полиња. И сега ово има скршена нога, останува дома и соседот му вели: ти си најсреќен сега, твојот син остана дома, на сигурно место со тебе. И овој повторно му рекол: кој може да каже што е добро, а што е лошо? Така да, навистина, многу работи во нашиот живот, колку и да изгледа добро, не значи дека води кон добро. Или се колку и да изгледа лошо, знаеме дека наредното ќе донесе некоја радост. Многу пати, кога ние разговараме меѓу себе, и ова утро кога се поздравивме, што си рековме? Како си добро? Сите го викаме тоа. А дали добро сме или не сме, тоа е друго прашање. Ама некако као реченица, као фраза ни доаѓа секогаш. Јас верувам дека сите оние што имате деца, тука има некои што има деца, така да, кога ќе дојдат деца од школа, што ги прашувате како си поминавте? Како се чувствуваш, како беше таму. Јас знам по телефон на Мила, секогаш она по патки ми се јави и првото прашање што и го поставуваме е тоа. Но навистина никогаш не можеме да бидеме сигурни што е тоа добро, а што е тоа лошо, што може да донесе во нашиот живот. И ајде, чисто да си бидеме искрени. Секој еден од нас да се запрашаме: ова недела што ни беше најтешкото или најлошото што можеби за момент сме си помислиле? Или можеби сте немале, па може да си помислите што е тоа што нешто добро ми се случи во текот на оваа недела. И колку тоа работи може да кажеме дека се многу добри, спомнав, ама тие добри работи пак ни носат некои последици во нашиот живот. Нешто кој што, ако малку подълбоко размислиме во Библијата од Битие, од почетокот, Ева која го виде плодот, беше убав, прекрасен, и што вели во Битие 3:6. Кога жената виде дека родот на дрвото е добро за јадење и убав на изглед, и дека дрвото е пожелно поради тоа што дава знаење, набра род од него и го изведе, па му даде на мажот свој, да тој јадеше. Значи, го гледаме резултатот на тоа нешто добро, убаво, кое што привлечно, за момент мислиш дека тоа е најдоброто, ама носеше своји последици. Паднаа во грев, беа исфрлени, но гледаме и таквата ситуација Бог ја изведе на добро. Со тоа што првиот Адам донесе смрт, ама вториот Адам, Христос, донесе живот. Потоа, ако гледаме за Аврам и за Лот, Лот кога се разделува, Лот кога го виде тоа место, што рече? Леле, колку убаво место. Ама тоа место стана Содом и Гомора. Затоа, ако подосна гледаме Јосиф, животот на Јосиф, случка до случка си велиш, може ли да некој биде така воден од Господ, само лоши работи му се случува. Беше продаван како роб и сето тоа како Господ го издигна и на крајот како сето тоа го изведе на добро. Што во Битие 50 глава самиот тој во 20 стих вели, значи Битие 50:20 вели: вие смисливте зло за мене, но Бог тоа го сврте на добро, за да се изврши она што денес се случува, да се зачува животот на многу луѓе. Значи, Павле, ако гледаме, зборуваше за својот трн, кој што го има. Вели, 3 пати барав Бог да ме исцели, ама Бог не го направи тоа. Затоа што во таа негова слабост, што и да беше, Бог се истакнуваше или ја покажуваше неговата совршена сила преку него. Затоа, може би, со човечки очи изгледаше страшно и тешко, ама Бог тука се манифестираше и правеше многу поголеми и подобри работи. Ако идеме кај Естира, знаеме исто незиното потекло, како беше, како стигна до таму, нема во детали да одам. И таа беше кој што го спаси еврејскиот народ. Ако помислиме за Лазар, зборавме за него, тој му беше најтежок ден. Беше во гробот, ама
се до кога беше најтешкиот ден или најтешкиот период кога Исус рече Лазаре излези. Потоа можеме да видиме за Исус. Можеби кога беше распнат на крстот, тоа беше најтешкиот ден. Ама што се случи тука? Тука се издвои победата во која што тој плати за нас. Така и со нашите животи, колку и да размислуваме што е тоа добро за нас или што и да правиме, навистина, дали тоа избор за нешто што да имаме, што да купиме, верувајте дека сето тоа ќе си носи на некој начин своји последици или свој правец, кој што ќе ни покажува. Тоа значи многу пати ние луѓето помислиме кога ќе видиме нешто убаво, дека тоа мора да го имам, тоа е најдоброто за мене. Не значи дека тоа е најдоброто за тебе. Многу пати знам дека на тој начин избираат и некои да стапат во брак, да избира така работа, кој што сето тоа се носи посем своји последици. Но, ете, утешното сето тоа е Бог и изведува се на добро, дури кога ние ќе направиме нешто погрешно. Може би дури не секогаш погрешно, ситуациите кои што ќе се случуваат кон нас може да ги сврти за нешто кој што тој работи во нас, не менува, не обликува за она кое што следи понатамо. Многу е тешко, нели, кога некој ќе изгуби работа. И сега тука повторно можеме да се некој праша, па каде си Боже сега тука? Јас дојдов со цел на тој начин да ти служам и да работам и да бидам благослов и у црквата и тама, сега јас сум без работа. Тоа се случи од лично искуство, можам да кажам, кога отидов у Штип да работам, и тогаш се случи да не стават на повик нас тие новите вработени, со тоа што да живееш во друг град, да плаќаш кирија, сето тоа не е возможно на таков начин да идеш на работа. И нормално принудени да напуштиш и сега се прашуваш што понатаму со мојот живот, нормално си планира веднаш, се враќам Кратово и така јас многу сакав Кратово црквава, пошто јас отидов, ама не со цело срце отидов таму. Но Господ имаше го друг план, затоа што јас планирав одма, ама Бог планираше да останам у црквава таму, за да тоа биде една обука за кога ќе се вратев во Кратово. И како знам, како и кога Господ ми ги даде луѓето, како да ја водам таа црква. Затоа што таму беше буквално како една работилница или како некоја фабрика каде што ме менуваше, кршеше. Верувајте, и ден денеска истото го прави, затоа што да стоиш цврсто, тоа е основата за во сето тоа, да останеме постојани во верата без разлика каква и да е ситуацијата околу нас. Затоа што тие моменти таму не беа лесни, нема да идам во детали, милион пати ви имам раскажувано. Ама тоа беше каде што Господ ме кршеше, ме обликуваше. Не е едноставно кога ќе ги слушаш разни муабети или разни зборови скажани за тебе, понекогаш и дела како се однесуваат луѓето. Тоа кој да е, тоа заболи. Но најважно е значи да ние останеме и како цврсти во Господ и да чекориме вршејќи го, она знаејќи дека на сета таа ситуација контрола има Бог. И затоа е многу важно да ние бидеме така цврсти. Затоа што, ајде, и од еден почнав многу со примери, ама од обичните примери понекогаш многу учеме. Сите горе-доле, дали платонска или оваква љубов сме имали во животот и сме имале некои врски. И сега кога ќе раскинеш со некој, после некое време кога ќе го видиш таа личност и си велиш што виде, зошто толку плачеше, зошто така се однесуваше. Затоа што во тој момент само си велиш фала ти Боже, затоа што ти направи така да се случат тие ситуации. Ама кога ние ги согледуваме многу отпосле, од што се Бог нас не заштитува и од што се Бог нас не чува. И затоа, навистина, треба да си го поставуваме оваа прашање, дали постојано тие променливи, добри и лоши околности, ситуации во нашиот живот, се вистинска основа за неколеблива вера во нашиот живот. Понекогаш, значи, во нашиот живот ние се водиме по тоа дали нашите денови се добри или лоши.
И така почнуваме некако да се и чувствуваме и да така да се однесуваме. Сега, дали е мудро да дозволиме да денешните тие добри ситуации или добри моменти, кажено, или лоши, да ја дефинират мојата утрешна радост, или надеж, или сила која што Бог ми ја дава. И навистина не треба, ајде да кажам, да ми ја дефинира мојата вера, денешната ситуација во мојот живот, денешните чувства кои што јас ги имам денеска. Затоа што ако на тој начин одиме, навистина ќе видиме горе-доле постојано. Она што можам да кажам, еве сега конечно и да прочитам Авакук, спомнав дека ќе прочитам од Авакук 3 глава, вториот стих, тука каде што тој се моли, вели: Господе, ја чув славата Твоја и се восхитувам на делото Твое. Повтори го во нашето време, разгласи го во нашите дни, во гневот свој сети се на милост. Интересно, тука тие се наоѓаат во таква ситуација кој што безизлезна од вавилонците. Ама види каква му е молитвата. Тој вели: Господе, сети се на сето она добро што го правеше вчера за нас. Или сети се она добро што ти направи во мојот живот. И јас сум тука, кој што сакам така да се радувам и да верувам во тебе, како што беше ти вчера, кога се добро беше кај нас. Сега е ситуацијата тешка, но јас сакам исто да ти верувам. Во Авакук 16 и 19 стих вели до 19 стих вели: Јас чув и внатрешноста моја затрепери. При гласот твој затреперија и устните мои. Болка почувствува во коските мои и местото под мене трепери. Ке се успокојам кога ќе дојде несреќниот ден врз народот што не уништува, макар и да не процути смоквата, а и да нема плод до лозите, макар маслинката да се откаже, и нивата да не даде плод, макар и овците да не останат во трлото, па и рогот, добитокот во оборите да нема. Јас и тогаш ќе се радувам во Господ и ќе се веселам во Бога на моето спасение. Господ Бог е мојата сила. Тој ќе ги направи нозете мои како на елен и ќе ме поведе по височините мои на хороводителот со жичени инструменти. Авакук тука набројува се, дури и се лошо да оди. Дали тоа лозницата да не роди, дали да нема плод на нивата, дури од добитокот да не напредува. Тој кажува многу три клучни фасцинантни збора кои што искажува радоста. Тука кај нас вели се радува, весели, додека во хебрејскиот се користат два збора за радоста, кои што искажуваат овие стихови. Првиот збор е ахаз, каде што се искажува триумф, скока од радост. Таква радост искажува кој што вели и да нема тоа, и да нема тоа, и да нема тоа. И сега прашањето е колку е тешко за секој еден од нас да ние скокаме од радост и да се веселиме така кога не ни оди се добро. Многу тешко. Јас само не сум дури, или кога обично некои знаат кога добро им оди скокаат, се радуваат, нели? Јас не сум по карактер таква особа, посебно пред други да покажам, да скокам, сега да се правам нешто тука. Само еднаш во животот го имам направено, ама тоа стварно беше Бог водеше. Кога моментите кога никој не се дружеше со мене ради мојата вера, кога после година и пол другарките ми дојдоа после толку време, за да видат што е таа промена кај мене. Претходно мислеа дека сум луда болна, а сега гледа дека нешто вајда радоста. Јас не знам како се ја виделе, ама вели нешто има зрачи кај тебе. И сега јас станувам пред нив и велам: знаете ли јас колку го сакам Исус, сега да е тоа физички тука, јас ќе го гушнам. И почнав да скокам, јас да скокам. Тоа е нешто, ама Господ која води прави. Таква радост, јас верувам за таква радост, вели, кога ништо не ти е добро, немаш никој, ништо не се случува добри, ама јас ќе се радувам пред Господ и ќе се радувам и ќе скокам од радост пред Него.
благодарики за она што до сега правеше во мојот живот, знаејќи дека и натаму ќе прави во мојот живот. Другиот збор е збор гил на радост, кој што таму искажено на хебрејски, што значи да се радуваш, да трепериш на некој начин како со страхопочит. А потоа вели Господ е мојата сила. Значи сила на хебрејски значи хаил, што значи моќ, способност, ефикасност, сила, војска, тоа е нашиот Господ. Значи сакам да направиме разлика, доброто и лошото не можат да направат да тоа делува и да ја дефинира мојата радост во мојот живот. Значи ние треба постојано да бидеме во таа радост Господова. Не е лесно, не е едноставно, зборам, тоа е некако надприродно, си доаѓа само по себе, бар имам искусено, се случува да ти чувствуваш некој мир, некоја радост, затоа што ја предаваш во целост таа ситуација на Господ. Затоа што сакам да спомнам 3 работи, емоциите се реални, но не се сигурни. Ако одиме по емоции, луѓе, на вистина, ние жените сме малку по така, знаеме што значи да бидеме водени или така не водат, дека секогаш сме емотивки, ама у секој случај знам дека и кај машките се тоа случува, не може да бидеме водени по емоциите. Ако се е добро околу мене, јас сум среќен и радосен, и тогаш и Бог е добар и среќена сум и му благодарам на Господ. И ако не се добри, тогаш па сега не знам, ќе видам како понатаму со мојот живот. И затоа не треба да зависиме од ситуациите, туку да навистина зависиме со вера и доверба во Господ, дека сето тоа, што и да се случува, ќе сведи на добро. Значи, емоциите се индикатори, но не треба да дозволиме да тие диктираат во нашиот живот. Како тоа, јас денеска ќе се чувствувам или како да бидам водена од емоциите, туку да бидам водена од Бог. Како Давид се бореше со емоциите? Во Псалм 42:5 што вели? Зошто тагуваш, душо моја, и зошто си вознемирена? Надевај се на Бога, бидејќи јас пак ќе го славам мојот помошник, мојот Бог. Значи, ништо не треба да ја менува мојата надеж и мојата љубов и мојата доверба кон мојот Господ. Како и да се случуваат работите во нашиот живот. Во Исаја 26 глава 3 стих вели: Царот по дух ти го пазиш во совршен мир, зашто на тебе се надева. Значи, кога надежта наша е во него, целосен мир имаме во него. Тим Келер има речено: чувствата се големи слуги, но страшни господари. Значи, затоа не треба да одиме по тие наши чувства и емоции, туку едноставно да го развиваме тој страв Господов во нас. Тоа што значи тој добар страв Господов, со кој што еден пример ќе ставам. Значи, јас ако ситуацијата беше дека ќе изгубам работата, морам да се откажам, не можам. Дали требаше јас да ја гледам ситуацијата како леле, страшно нешто у мојот живот, јас губам ја работата, што сега понатаму нема излез за мене, готово, како ќе се појавам дома кај моите, што ќе рече това, напушти, не сака да биде таму или без разлика можев многу. Или јас реков: Господе, се у твои раце. Јас знам и сакам да се починам на тебе она што ти сакаш од мојот живот. И јас си планирав да си се вратам, црква у Кратово треба да имаме, со тоа што испадна не, туку остани тука да ни помагаш. Затоа сакам да кажам, значи треба да го избереме, не да одиме по тие чувства од ситуацијата и леле што сега ќе правам, туку едноставно знаејќи дека со таа љубов и доверба што сакам да имам кон Господ, јас сакам да се починам на него и да го извршам тоа што тој го бара од мене. Не она како изгледа, туку како треба да биде, кој што Бог го очекува од мене. Значи, стравот Господов не ги потиска емоциите, туку ги преуредува, ни дава приоритет, ни покажува што, како да правим. Овој свет не парализира.
И он ќе не одвлечка на сосема, а додека Бог ќе ни даде стабилност да чекориме чекор по чекор како да се реши тој проблем, како е проблем или таа ситуација во која што и да се наоѓаме. Значи јас не велам да немаме чувства и емоции. Тие се дар од Господ, но да не бидат водилка во нашиот живот, туку довербата и надежта во Господ. Друго, значи околностите се гласни, но да не бидат оние кои што ќе ни го дадат последниот збор. Јас доста од тоа и спомнав дека ние секогаш не треба да дозволиме да бидеме водени од тоа што работи во нас или од самата ситуација која што е пред нас. Во 16 стих вели: јас чув и внатрешноста моја затрепери при гласот твој, затреперија и устните мои, болка почувствува во коските мои и местото под мене трепери. Ќе се успокојам кога ќе дојде несреќниот ден врз народот што ме угнетува. Значи, гледаме дека тука гледајќи ја целата ситуација, тука он ги согледува сите тие работи кои што се случуваат околу него, но она што тој сака понатаму е да се усмери кон вистината која што навистина, верувајте, ако луѓето, посебно ние, се усмируваме на таа ситуација, на тие дадени моменти, и за тоа ите како, а не знаеме и не сме научени да се довериме и да ја дадеме целата доверба на Бог, и затоа многу пати гледаме луѓе како се заминуваат од црквите, од Бог, ради тоа што не научиле во тешките моменти од својот живот да ги доверат на Бог. Тие само кога се добро им оди и Бог им е добар. И тука се, и секаде се. И само нешто од лошо кога ќе дојде затоа што тие живеат на своите чувства. Среќен сум, исполнет и мислам дека Бог, ако одам со Бог, јас се треба среќен, радосен, вака се да иде една линија хај нагоре. Ама кога ќе се случат некои бранови у нашиот живот и проблеми, тука застануваме затоа што тие чувства и емоции не водат многу повеќе од надежта и довербата во Бог и отпаѓаат и се оддалечуваат. Значи, затоа многу е важно да сватиме и да се довериме, да дојдеме до таа точка дека јас нема да гледам што се случува во мојот живот, како што ќе гледам што Бог ќе направи од таа ситуација во мојот живот понатаму. Или знаејќи дека сега е тешко, сега е мачно, сега е неиздржливо, но Бог ќе направи нешто добро понатаму од сета таа случка. И затоа не велам дека сега не сакам да ме сватите погрешно, дека не посакувам и никој да нема добар живот или дека не треба добро да се случува. Ите како добри работи ни се случуваат и Бог не благословува. И ние сме благодарни за тоа. И секојдневно, затоа кога ќе научиме пак да одиме со Него, и во тие ситуации ние ќе бидеме добро. И во тие ситуации ние ќе бидеме исполнети со тој мир и со таа радост, што ќе знаеме од каде ќе црпиме. Дали ќе црпат нашите емоции од тоа каков е денот, дали е облачно или сончево, дали добро се чувствувам или не, или ќе црпам од правиот подлабок извор кој што носи Галатјаните што вели 5:22. Црпиме кај Господ, црпиме љубов, радост, мир, долготрпеливост, воздржливост, кроткост. Значи, плодот на духот, ако ние црпиме од него, ние тоа ќе го имаме. Ситуациите нема можеби да бидат променети. Ние ќе бидеме променети во таа ситуација и Бог ќе делува преко нас. И затоа многу е битно и клучно тоа да го научиме. Не да се водам на емоциите и чувствата денес како се чувствувам. Затоа што денес како сум не сум расположена, утре ќе бидам расположена. Ама да внимаваме, ако денеска направам некој избор, утре ќе го пропуштам тоа што го има Бог, таа радост за мене. Затоа да не избрзуваме според чувства, донесувани одлуки, туку од она предадено со надеж во Господ. Во Евреите 12 глава, 2 стих, 2 дел, Исус кој поради неговата идна радост претрпе крст, занемарувајќи го срамот и седна од десната страна на престолот Божи. Дури за Исус се вели, тој претрпе, а мутрата дојде, тој го претрпе тоа затоа што знаеше за идната радост, за идната победа, што ќе се случи.
така и со нас. Значи, едноставно во сите тие ситуации кои што тој ги претрпе, за да јас и ти денеска исто така имаме една добра иднина. Авакук рече, и да нема никаков плод и ништо да не се случува, сепак јас ќе се радувам во Господ. И навистина, многу е важно да дојдеме до таа промена и до такво размислување во нашиот ум. Јосиф го прочитав преска од 50 глава 20 стих, вели: вие ми смисливте лошо, ама Бог се сврте на добро. И Бог сето тоа го направи за да зачува многу животи. Знаевме колку преку него беа благословени и нахранети и така те преживеа. Затоа, навистина, Господ, колку и да изгледа, како и да тече нашиот живот, го прави за некое добро, што еден ден ќе го видиме или ќе да знаеме, мислам, ако не тука на земјата, горе на небото. Псалм 73, 26 стих вели: може да изнемошти срцето мое и телото мое, но Бог е сила на срцето мое и наследството мое. Ние сме луѓе, нели? Не може да изнемоштиме. Ама Бог е оној кој што ни ја дава таа сила и желба и во срцето за се она кој што следи утре, за се она кој што Господ го има планот за нас. Во 2 Коринтијани 4 глава 8 и 9 стих вели: од секаде сме угнетувани, но не сме потиштени. Во недоумица сме, не губиме надеж, не гонат, но не сме напуштени, не кутнуваат, но не паѓаме. Значи, гледаме апостолите, нема, не знам, луксузи. Ама што велат? Бевме угнетувани, ама не бевме потиштени. Туку беа у радоста Божја и љубовта Божја. Беа во недоумица, ама не губеа надеж. Има ситуации што може би се прашува каде и што, ама знаја дека Господ ќе се погрижи. Не напушта, вика, не кутнува, но не пропаѓавме. И затоа, навистина е многу важно од каде црпиме. Дали црпиме од Бог кој што ќе ни даде таа љубов, радост, мир во нашиот живот, или од овој свет кој што ите како ќе не парализира со секој еден страв, со сите тие работи. И Авакум што вели понатаму? Јас и тогаш ќе се радувам, ќе се веселам во Бога, во моето спасение. Господ Бог е мојата сила. Тој ќе ги направи нозете мои како елен и ќе ме поведе по височините мои. На хороводителот со жичени инструменти. Сакаш да одиш повисоко, сакаш да имаш повисока врска и поцврста, поздрава врска со нашиот Бог, во славењето, во бракот, во работата, во било кои ситуации. Сега немаме тука, не знам, секој еден знае во што може би тоа сака да биде. Навистина треба со се нашата основа да биде верата и надежта во Бог и да црпиме од Него, не од она што може би во моментот се чувствуваме, сакаме или како и да изгледа таа ситуација околу нас. Скажавме дека овој живот тука и овој свет ите како ќе направи да ни биде тежок и да се чувствуваме така, но Бог е добар и полн со љубов кој што ите како ни носи радост. И затоа ние секогаш треба да исповедуваме и да доаѓаме пред Него со целосна радост, барајќи Негово водство во нашиот живот и да исповедуваме со уста кои што знаеме дека нашите зборови имаат сила и авторитет и врз нашите животи и животите, затоа што Бог преку Светиот Дух делува во нас. Каде што вели, ова како молитва си го напишав: Господе, Ти си мојата сила, Ти си мојата радост, Ти си мојата стабилност. Направи моите стапала да се нози на елен. Подигни ме повисоко, да имам Господовата страхопочит, без да се плашам од ништо друго. И научи ме да се радувам не на основа што гледам или чувствувам, но затоа што тоа кој што си Ти. Амин. Значи, ајде да навистина размислуваме, не ги гледаме ситуациите во нашите животи. Не гледаме ако некоја ситуација, спомнав, нели, губење на работа, се не значи дека имате такви ситуации, ама може да биде било што у нашиот живот.
дека тоа е нешто страшно и кој што тоа ќе не парализира и што понатаму не знам веќе да се снајдам, не знам како да си го решам проблемот. Ова е најстрашното, туку да навистина во тие моменти црпиме од она што со доверба, стоејќи во таа основа на вера и надеж, кој што ќе имаме во Господ и кој што Тој ќе ни даде потребната сила. Така ве благословувам со тоа, радувајте се во Господа, одете во таа радост, исполнувајте се со неговиот плод на духот, љубовта, радоста, мирот, долготрпеливоста. Каква и да е ситуацијата во вашиот живот, ништо и да минувате. Верувајте, вели, и несмртната долина, тој е тука. И таму тој со нас ќе ни помогне, ќе биде покрај нас, како што апостолите рекоа, бевме гонети, бевме уништувани, ама надежта не бевме потиштени, надежта не ја изгубивме затоа што ние црпевме од вистинскиот извор, кој што не пресушува, кој што ни дава секогаш нова свежина, нова сила, нова љубов и ни дава потребното да можеме да продолжиме, подготвувајќи не за следната радост која што ќе престои пред нас. Па крајно дури и на земјата, колку и да тоа можеби ќе вкусиме или нема да вкусиме, знаеме што не чека целата вечност, ќе бидеме у таа радост Господова, каде што ќе нема ни солзи, ни болка, ни тага, нити болести. Нели вреди да овој живот го поминеме уште сега со него, предавајќи му се и чекорејќи, не да се базираме каков е денот денеска, какви се моите чувства, па така и јас ќе бидам во сето тоа, и кон Бог и кон другите луѓе. Не, јас можеби ќе се руши се дома, ќе се исплачам пред Господ, ама продолжувам понатаму, знаејќи дека тоа е основата. Ситуацијата е таква, утре нема да биде, ќе се надмине, ќе се помине тоа, ќе ми даде Господ сила да издржам на сето тоа. Можеби на некои работи ќе имаме одговори, на некои нема, но тој ќе ја издвои победата на секако што победи на крстот. Така да имајте навистина таков став, радувајте се у таа радост Господова со таква страхопочит, со таква предаденост.